Гледаме повторно сега. Се префалив да им овозможам на неколку што побараат да се приклучат на групата, за да може да го видат. Тој пост. Дали го прочитавте? Никој не се јавува во ред. Оно што може да се види таму дека имаме и некоја друга моќ да се бориме со состојбата во која што сме сега. А тоа е фала Весело. Благодарам. И имаме и нешто во нас многу поголема моќ како да се бориме во оваа ситуација што сме сега. Иако сега има една бура од многу стравови кај сите луѓе што е сосема оправдана да не дојде до поголемо ширење, да не зафати поголем дел од човештвото. И интересот за ова е заради тоа што секој го почувствува тоа дека во суштина е загрозено човештвото како целина. И дека секој од нас чувствува одговорност дека треба да се вклучи во тоа и дека треба да направи напор без разлика на состојбата во која што е, првата предприемачка иницијатива да ја сведе на тој план. Не во бизнисот, него неговиот допринос во одржувањето на човештвото и развој на човештвото. Во крајна линија секој од нас е човек, припаѓа на таа врста, има некаква обврска. Првата работа што треба да ја направи како предприемач, да искористи можност сам да направи нешто во тоа име, да обстане таа врста и да продолжи. И има неколку работи што мислам дека како предприемач би требало да ги направи пред се од ниво на работник. Односно она што ќе треба да го произведе кај себе, да излезе од него како внимание и како емоција. Првата работа и обврска му е да остане здрав и жив. И тука е голем придонес на секој предприемач да води сметка за тоа. Меѓутоа, кога велам здрав и жив, не мислам само на физичкото тело. Мислам здрав и физички и ментално. Има многу состојби во кои што многу брзо, од многу добро расположение, може да бидеме недобро расположени. Меѓутоа, повторно погледате ги сите тие нивоа на фреквенции, ќе видите дека среќата, радоста, благодарноста, и да не ги набројувам сите, се високи фреквенции кои што го прават човекот многу отпорен и многу поспособен за борба, дури и многу поспособен да го материализира тоа што навистина сака да биде околу него. Предпоставам многу голем дел од вас го имат гледанов филмот Тајна. И таму доста добро се кажува како човек креира преку своите чувства, како ги материализира работите преку своите чувства. Меѓутоа, во суштина е, секој од нас има обврска за тоа, да придонесе за врстата наречена човек или човештвото. Второ, треба да продолжи да работи и да функционира. Иако телото ни е во изолација, сепак може секој од нас на ниво на работник да направи многу работи, да си ги подобри своите производи, да се припреми
побрзо да ги испорачува, да воведе комуникација, кој што веќе ви дадов некои примери, со кој што ќе може да стигне до 100 поголем број на луѓе. Меѓутоа, предприемачката иницијатива сега, барем според мене, треба да биде како таа заедница на луѓе, социјален капитал за кој што зборев. Постојано да биде во комуникација и да биде во состојба не секој поединечно, но пред се сите заедно. Да почнат да зрачат со тоа ниво на фреквенција, емоции и задоволство, со кој што буквално ќе шират околу себе такви фреквенции кои што се повеќе и повеќе ќе му ограничуваат можност не само на вирусот, него и тие што се на фреквенции како вирусот, да не ни се доближуваат, да бегат од нас, само што ќе помислат. И на тој начин, овој простор овде, да го заразиме сега ние со еден друг тип на фреквенција, кој што прошлиот пат го нареков фреквенција на надеж, да подсетам за тие што не ме слуша. Надеж е состојба дека може нешто да се направи во врска со тоа. Може да се направи нешто во врска со тоа. Ама, овде не би требало да се однесуваме како поединци. Ова, еве, го одговорот на прашањето, зашто се тоа го правам, затоа што мислам дека сите сме на тоа ниво, да ова не дека го слушаме прв пат, не дека треба да го научиме, туку на ниво во кој што знаеме дека така функционира. Сите ги имаме тие искуства. Меѓутоа, секогаш кога некој сам поединечно, не може да се држи постојано на таа фреквенција. Сите доаѓаме во ситуација добро расположени, доволни, ни една вест. Не може да фала ти, Весна, за коментарот. Фала, Светлана. Имаме слушатели од Бугарија. Весела, здраво и до тебе. Ке се обидам нешто тоа што предлагаш да го направам, а сега би се фокусирал уште еднаш на ова. Сите што сме тука, дори може да го испробаме тоа. Да процениме дали во овој момент се чувствуваме убаво. Јас веќе осеќам дека има голема промена од почетокот до сега и дека во суштина секој може да осети дека има шанси да зрачиме поинаку. Дори додека си правиме ваков муабет и додека пишуваме. И клучното е само дали сакаме сите да биеме заедно и дали сакаме тоа да го правиме. Кажам, сите поединечно тоа го правиме за себе, го знаете. Само верувате, нема ист ефект кога е поединеца, кога се заедно. Затоа што оние на кои што се ljutиме, оние за кои што велиме дека не направиле нешто во животот, дека заради нив ни е тешко, они се во група, не се поединци. И секогаш групата е посилна од поединецот. Без разлика на бројот на поединци. Туку дали тие се заедно или. Затоа ова е една покана, ништо не кошта, да направиме еден напор во наредните 5 минути да се случи тоа. И тоа е еден нов вид на предприемништво. Во тој друг вид на предприемништво ние не разменуваме производ за да другиот го користи да му биде подобро. Ние само пуштаме искра производот што го има секој во себе. Способноста што ја има секој во себе. Да се разгори. Да почне да свети малку, да се подига наголе и на тој начин, ако сме заедно, а сега сме заедно со најголем број луѓе, на тој начин ќе направиме едно поле на многу високи фреквенции, што ако не друго, во наредните ден-два нема да дозволи во наша близина да има фреквенции кои што ќе овозможат
да се случи нешто од ова. Ти благодарам, Сузана, на коментарот и фидбекот дека после првото предавање, заради зголемената комуникација, поголема активност и поголема лична продуктивност. Да. Ке се вратам малку и на реалноста, нема да ме толкова. Да не бидам толку сериозен. Да, поентата ми беше дека треба сите да многу повеќе се посветат на прашањето да видат работници. Затоа што сега ќе мора секој во изолација, ќе мора да продуцираме нешто, а да го разменуваме на сосема друг начин, а тоа е преку комуникација, преку мисла и преку емоција, кој што ќе зрачи многу високо. Ти благодарам, Јадранка, што се согласува со мене. Дали има некој прашање? Или ви се толку убаво што си викаш, уште малку да позбори, па после ќе видиме за другото. Има ли некој прашање? Макар да биде и поддршка. Кој успе претходните 2 до 3 минути да почувствува разлика и да зрачеше поинаку, наместо страв, да зрачеше со сигурност, надеж, интерес, развеселеност. За сите оние што би сакале да добијат малку повеќе, не би рекол знаење или обука, бидејќи во обуката почетната позиција е дека другиот не знае, па треба да го научиш. Не се работи во овој случај, не се работи за тоа. Сите овие го знаете тоа. Сите сте го преминувале. Клучното е како да се стабилизира, да постојано тоа го правите. Или во најголем дел од времето. И доколку некој е заинтересиран, може да, исто како и после првото предавање, да ме комуницира, да му кажам на кој начин би можел, доколку сака, свесно, да малку повеќе посвети внимание во организирањето на себе си, ако сме во изолација, или додека кога излегуваме, што би требало тоа да биде да се направи. Иначе сега во наредниот период, најголем дел од предприемачки идеи ќе бидат во делот на како да се помогне комуникацијата помеѓу луѓето. Еве веќе има многу различни платформи, различни идеи како да бидат комуникациите, меѓутоа мора да бидеме свесни дека без физичка размена на производите, без физичко движење на луѓето, секај тој обрт што го кажав, од производ до размена за пари, сепак во наредниот период ќе биде ограничен. Има прашање. Дали треба фирмите да се обедуваат за да ја сменат фреквенцијата на негативно размислување? Не е така едноставно прашање. Се зависи која фреквенција му обезбедува опстанок некој. Немој да мислите дека тие што имат негативна фреквенција то не го знаат дека е така. Или тие што пуштаат негативна фреквенција за да другите бидат со негативна фреквенција, не го знаат. Прашањето не е прашање да ги убедиме другите. Треба да бидете малку свесни, да ги гледате другите и да го сватите следно. Дали таа негативна фреквенција му обезбедува подобар опстанок? Му обезбедува подобра позиција? Му обезбедува заработувачка? Тоа е клучното што треба да се знае, не да се убедува. Јас не би убедувам вас. Може има меѓу вас некој што, например, негативната фреквенција ќе му носи повеќе заработувачка. Може ќе му носи поголемо внимание. Затоа што може да случи некој од фирмите негативна фреквенција им служи за да привлечат нечие внимание или да добијат нешто. Тоа би било така моје размислување, за да не се трошите многу, дека да другите треба да ги убедувате за фреквенцијата во која што е. Многу е поважно сега вие лично, од каква фреквенција сакате да функционирате.
А реално и докажано, тоа е друго предавање, дека повисоките фреквенции во суштина го забрзуваат процесот да побрзо го добиете тоа што ќе го одлучите дека го сакате или тоа што сакате да го постигнете. Повисоките фреквенции многу брзо ги материализираат работите. Затоа, например, кога сите одат по некои места како што се манастири, некои чисти енергетски простори, зашто? Затоа што после тоа се чувствуваат многу по-свежо, по-витално, по-брзо. И дури гледаат дека работите многу побрзо им се остваруваат, зашто? Затоа што тогаш нивните мисли се многу појасни и многу посилни. Со еден збор, високите фреквенции создаваат она што е наше внимание многу побрзо да се претвори во наша реалност или во нешто материјално. Повели и друг пат Сузана, само го кажав моето мислење и ова што го кажав од искуство, затоа што многу пати сум бил во ситуација некого да се обидувам и дека сум се обидувал на другиот да тоа го смена, меѓутоа после сознанието дека човекот ја бира таа фреквенција која му обезбедува најдобар опстанок. И најчесто луѓето што сакаат да придонесат нешто, да помагаат на другите луѓе, да сами придонесат кон нешто, тие се повеќе приврзаници на високите фреквенции. Меѓутоа некои кои сакаат другите да им ги завршат работите место нив, многу енергија ќе се губи, се обидуваат што треба да прават, бидејќи не се работи за учење, не се работи за обидување. Вели прашање. Голем број експерти